and the masters of the universe. Јас сум Адам, принцот на вечноста, ги чувам тајните на замокот Сивиот череп. Ова е Грингер, мојот најдраг пријател. Откри во мене необична скриена моќ, кога еднаш со необичен глас реков: во името на моќта на Сивиот череп, јас сум моќен! И Грингер стана необичен, а јас станав Химен, најмоćниот човек на Вселената. Само тројца ја знаат тајната, нашите пријатели, волшебничката, војникот и Орко. Заедно го браниме замокот Сивиот череп од злите сили на костурот. Орко ја губи магијата. Со силата на каменот, така, раката горе и најлево. Време е за волшебство. Време. Со силата на каменот, со волшебната чаша, магијата во нив, нека биде наша. Успеа, успеа! Што се случи? Дојде од собата на Орко. Еј, каков неред. Слика за се што се случувало. Што се случи, Орко? Не знам. Експериментирав за да ја засилам мојата магична моќ, кога наеднаш се испомеша и експлодира. Не сум голем математичар, но ова е веќе трет пат во месецот. Магијата е игра. Колку смешен збор игра, нели? Овој пат не беше смешно. Подобро да расчистам. Вечерва на кралот му придадам еден нов трик. Да побрзам. Зошто? Ако Орка наумил да изведува трик, да го предупредам кралот. Сигурен си дека си добро? Супер сум. Ќе се видиме подоцна. Ама не. Ваше височество, пријатели, во ваша чест, чест ми е да ви ја представам античката и мистична топка на Рамастана. Фокус, фокус, препаранджус, отвори се магична топка. Орко, биде се уште еднаш. Изгледа реков повеќе хокус, место покус. А фокус, фокус, препаранджус, отвори се магична топка. Наистина прекрасно, Орко.
Да го видиме уште еднаш. Мојата магија не успева. Ја нема. Орко, не мислев да го повредам. Ќе одам да разговарам со него. Дојдем и јас. Орко, во што е работата? Мојата магија ја снема, исчезна, ни трага од неа. А без неа никому не му требам. Не е вистина, Орко. Те сакаме поради тебе, а не поради магијата. Но без неа како ќе го забавувам кралот? Или како ќе давам подароци на кралицата? Не мораш да ги забавуваш луѓето или да им даваш подароци за да те сакаат. Ти си прекрасна личност, Орко. Многу прекрасна, понекогаш и премногу. Дори и без трикови постои волшебство во твоето срце. Поради тоа волшебство ние сме те пријатели. Ви благодарам на сите. Но ми треба мојата магија, а неа ја нема. Па, Орко, треба да се обидеме да ја повратиме твојата магија. А знам некој што ќе ни помогне. Ќе се видиме помесно, Тела. И некаква мачка скокна меѓу мене и кристалот и настана експлозија. Тоа е одговорот. Волшебната сила се пренесла во мачката и од неа кристалот експлодирал. Но кристалот се уништи. Магијата не е уништена. Изгледа се пренесла на некое друго место заедно со мачката. Тогаш постои можност. Можам да ви го отворам преминот во тој свет, но за кусо време. Ако го најдеме тоа животно, ќе можеш ли да му ја вратиш магијата на Орко? Секако. Јапе! Спасен сум! Не избрзувај, Орко. Ако преминот се затвори, ќе останете во другиот свет за секогаш. Мораме да искористиме оваа можност. Не? Значи ли тоа и јас? Но за да бидеме безбедни, со моќта на сивиот череп. О, тоа значи ја. Јас сум моќен. Одготвен ли си, Кетко? Да, одиме. Аха, и јас доаѓам. Ти остани. Без твојата магија... Знам дека сум бескорисен, но ова го правите поради мене. Барем можам да помогнам. Добро. Волшебничке, отвори ја вратата. Запомнете, мора да сте брзи. Ке бидеме. Стигнавме. Да, а каде? Еј, навистина е волшебно. Какви ли се луѓето? Духови. Ти кажав дека и други ќе... Дојдат, Извинете, но... еден од духовите. Чекај, Кетко. Може би ќе може да ни помогне. Зошто да не? Помогнеме, вие сте... Духови. Не сме. Ние сме посетители од еден друг свет. И ја бараме мачката. Изгледа овде дошла. Каде отида? Што е тоа? Мачка! Животинче, еве олкал. Целото во... Крзно? Хилен, го виделе. Ве молам, кажете каде е? Целото моје волшебство е во него. Треба да сте внимателни со... Волшебство на суштество што го викате мачка уништува се во Омирос. Еј, This thing you call a grunk has ruined everything on Omeros. Местово се вика Омирос. да.
А јас сум... А јас сум Ток. А како тоа мачката се уништува? И ако не ви пречи многу, може ли само едниот да зборува? Јас понекогаш зборувам за... На двајцата, а некогаш јас. Зборувам, но тоа не е... Нормално. Ве молам. Па кога тоа ваше животно стигна, го фати Цалт, лошиот вештер. Ја употребува чудната моќ за да управува со нашиот свет. Еј, и употребува мојата магија? А каде е тој Цалт? Во замокот Камен. Кој е најбрзиот пат до него? Овој. Ке надведете ли таму? Да те одведеме во замокот? Камен? Никогаш. Но ние ќе ви помогнеме. Ќе го земеме началот кај нас и нема веќе да ви прави незгоди. Нека. Биде, Ајде. внатре. Ќе мора пак да се вратиме овде. Оваа врата ни е единствениот пат за назад. Без гајле, ова ќе ве врати. Назад. Погледнете, она мора да е замокот Камен. А, колку трескавично место. Не гледам никакви стражари. Кој се осмели да влезе во замокот Камен? Тргни се, голем пријателу, не сакаме незгоди. Веќе си во незгода, чудже. Еј, мојот воздоган. Ме го скрши саканиот воздоган. Се откажуваш ли? Овој пат те имам. Пусто. Ова воопшто не ми се допадна. Погледнете, ине го мачерот. Чекај, Орко. Без гајле, пријателче. Добро ли си? Што се случи? Овој кафес има електрична магична заштита. Ке треба да дознаеме од каде. Може би мојот меч ке може да отвори. Многу нељубезно од ваша страна. Покажи се. Штом настојуваш? Јамен, зад нас. Приказна за деца. Имен, не вати. Не си вежбал многу, мускулко. Никој не избегал од моите магични конуси. Се викам Цалт. Јас сум најголемиот волшебник на целиот свет. Да, благодарение на мојата магија си ја закам назад. Значи, тоа е магијата во ова суштество. Ми беше од голема корист и благодарам. Што бараш од нас, Цалт? Јасно е, уште повеќе магија. Орко, се надевам мисли на мојот меч. Не мечот. Само да го погледнам. А како работи? Исправи го и јас ке ти покажам. Со името на Сивиот череп.
Ја доби моќта. A јас морам да го добијам тој начот. Почекај. Еј, престани. Време да одиме. Ме надиктривте. Ќе ви покажам. Моите волшебни работи ќе ве запрат. Хемен, помош! О, моите роботи! Жал ми е за твоите играчки, Цалт, но не играат убаво, а ни ти. Да не губиме време. Никогаш нема да излезете од замокот Камен, никогаш! Хемен, а вратата се затвори. Мораме да ја подигнеме. Ајде. Ајде, врши си ја работата. Не! Од небото! Еј, види, тие се. Вратија, но со нив е и... Цалт! Вратата ја снемува. Немаме веќе време. Нема да избегате. Зар е можно? Видели каде отиде? Цалт? Види, фатени сме. Цалт! Ние сме. Герои! Ајде. Еј, врати се. Немој, Орко, нема време. Нема пак да си ја изгубам магијата. Орко, доаѓај. О, не. Така заробени сме во ова место за секогаш. Навистина жалам. Да не бев толку себичен за мојата магија, ќе си отидевме. Ништо, Орко. Ќе најдеме друг начин да се вратиме во вечноста. Може би ние можеме. Да ви помогнеме, ја проучихме вашата... Врата и ќе се обидеме повторно. Да ја направиме. Ќе ви бидеме... Бргу, Менио! разместио. Не е добро. Многу е слабо. Мембо, Уште мембо. додај. Близко се. Врати, Обиди се да ја употребиш силата од мачорот. тварди дете. Проба, Пази, дази. преобрази. Успеавте, успеавте. Благодариме за помошта. Мило, Ни беше. Изгледа на волшебничката не и беше тешко да му го врати волшебството на Орко. ако мене ме прашувате, не волите што туку почнуваат. Да видиме што ни носи волшебната топка. За кралот. Прстен. Благодарам, Орко. За кралицата круна со блескав сјај. Аха, а за војникот? Скокни ме мене, Орко. Ајде, ајде, војнику. Но височество, имај верба, Данкан. Орко, мислам дека на војникот му треба нова капа. Веднаш, господине. И за војникот, една прекрасна нова корисна. Вода?
Ова требаше да е капа. Орко! Конечно, волшебството на Орко е исто како и порано. Бев многу несреќен кога ја загубив магијата. Се плашев дека луѓето нема веќе да ме сакаат, бидејќи не можев да ги засмејувам и да им давам волшебни подароци. Тогаш Адам ми кажа нешто. На луѓето не треба да им даваш подароци и да ги засмејуваш за да те сакаат. Ти си прекрасна личност, Орко. И, знаете што? Вие сте прекрасни. И не треба да купувате подароци и да бидете кловнови за да ве сакаат. Бидете And the masters of the universe. Јас сум Адам, принцот на вечноста, ги чувам тајните на замокот Сивиот череп. Ова е Грингер, мојот најдраг пријател. Откри во мене необична скриена моќ, кога еднаш со необичен глас реков: во името на моќта на Сивиот череп, јас